Извештајот со кој лекарската комора го амнестира од одговорност струшкиот гинеколог Мухамет Асани е повеќе од очекуван епилог за 28 годишната Илдис Веапоска од Дебар, која остана без половина органи. Случајот со родилката на која и беа отстранети бубрек, матка и јајници, лекарската комора го затвора. Доктор Асани нема да одговара. Стручниот надзор покажал дека немало пропуст во лекарската интервенција. Но за Веапоска ништо не е завршено. Што и да стои во извештајот, не го прифаќам, бидејќи се е однапред смислено, вели таа. Подпирајќи се на како што вели добро упатени извори, членовите на комисијата имале средба со струшкиот гинеколог, кој многу добро ги познавал и однапред знаел кој ќе му суди. Извор од болницата велат дека бил доктор гинеколог од Чаир, доктор анестезиолог, доктор хирург, сите тројца доктори албанци. И мислиш дека тоа има влијание за ваквиот епилог на целиот случај? Да. Така. Ако може, нели, никој немаше да знае кој ќе биде. Кој ќе бидат докторите. Што ќе го заклучат това дали е лекарска грешка или не. Веапоска, која веќе има поднесено кривична пријава против доктор Асани и целиот тим кој за време на интервенцијата бил во операционата сала, вели дека ќе се бори се додека не се обелодени вистината. Нема да оставам мака. Значи, ќе одам до крај. До сум жива јас. Значи, на суд ќе терам до крај, но ако не најдам тука, ќе одам и Европски суд. Ќе одам и Страсбург, ќе одам и нагоре. До се одлучи. Бев здрава и права кога заминав на пороѓај. Не заминав јас бубрек да ваѓам или матка да ваѓам, заминав да се породам. Значи, јас 28 години не знам што е уролог. За инцидентот со родилката кој се случи на 31 август 2020, незините најблиски веднаш го информирале ресорниот министер и ДСЗИ, а одговорот што го добиле за Веапоски е шокантен и не заслужува ништо помалку од сносење на сериозна одговорност. Министерот знаете уште од првиот ден, јас кога бев во кома. ДСЗИ знаете уште од првиот ден, значи тетка ми сопругот биле во ДСЗИ, кажале што е работата и што се случило во Струга, тие му дале одговор дека јас требало лично да пријавам. Те кажале како лично да пријавиш кога таа е во кома? Што ако умри? Што ако не остане жива? Значи секој се закопа со тоа што било. Случајот со родилката од Дебар предизвика осуда и реакции на социјалните мрежи. Луѓето бараат одговорност, а некои изразуваат сомнежи дека целиот случај има далеку подлабока позадина. После ова игнорирање па замижување, секој од нас и нашите ближни е загрозен во нашиот здравствен систем. Жената е жртва на трговија со човечки органи, коментираат луѓето на социјалните мрежи.